Во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе синоќа беше отворена изложба на познатиот ликовен уметник Драги Хаџиниколов од Гевгелија. Изложбата на која присуствувавме синоќа не воодушеви со својата едноставност, а всушност многу добро донесена етно традиција на нашата самобитност како македонци. Прекрасни дела кои секој би сакал да ги има покрај себе и секојдневно да ужива во нив. Такви се сликите на Хаџиниколов кој се представи пред кавадарчани. За неговото творештво говорија ликовниот уметник Ванчо Кеков, Маријан Тодоровски од Домот на културата Иван Мазов Климе и самиот автор. За делата на Хаџиниколов, познатиот ликовен уметник академик Васко Ташковски ки рече: што се однесува до темите и содржините на овие изложени дела, би можел да кажам дека сите овие предмети на сликите некој пат имале материјална и употребна вредност затоа што вековно биле употребувани од луѓето, а сега тие артефакти од нашето богато културно наследство имаат не само ликовна, туку и духовна вредност. Овие подзаборавени предмети реинкарнирани во сликите на Хаџиниколов за секогаш ќе бидат заштитени од исчезнување во идните времиња. Познатиот академик, писател Влада Урошовиќ ки рече: ако треба накратко да се дефинира сликарството на Драган Хаџиниколов, тогаш би кажале дека тоа е сликарство на носталгија. Она што овој сликар го прави на своите платна, тоа е всушност еден вид сакрализација на минатото. Во овие мртви природи на Хаџиниколов затворена е древната и секогаш одново обновлива и обновувана формула на златната епоха. Инаку, изложбата која синоќа ја следевме во Кавадарци е во рамките на манифестацијата Кавадарачка културна есен 2018 година и е поддржана од локалната самоуправа на општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев и Министерството за култура на Република Македонија. Драги Хаџиниколов, Аџи, е роден 1956 во Скопје, дипломирал на Факултетот за ликовни уметности сликарство исто во Скопје, а денес живее и работи во Гевгелија, каде што и успешно твори во неговото ателје. Освен што е редовен учесник на најквалитетните ликовни колонии во Македонија, нашиот вечерашен гостин е познат и по исклучително посетените самостојни изложби, учествува на бројни групни изложби. Јас не би должел, би оставил тоа човек кој што ја има уметноста во своите раце после мене да каже нешто за изложбата, само би кажал две реченици. За уметноста на Драги Хаџиниколов, Аџи академик Георги Старделов ке рече: тој ги донесува на сцената своите слики, од кои некои во нивната девствена убавина, изработени од народниот гений, дамнешни веќе заборавени стари предмети што биле нераскинлив дел од нашата македонска куќа. Гледајќи ги неговите слики, запираме во еден ведар свет на убавина, единствен и неповторлив, наспроти стандардниот и пластифициран свет на технизираниот живот кој денес го живееме. Освен академик Старделов и многумина познати академици, од ликовни уметници до мајстори на пишаниот збор, имат многу кажано за уметноста на нашиот вечерашен гостин уметник. Една реченица мене ми дојде интересна, кој што во суштина многу опишува, а во неговиот напис во каталогот кој што ќе го имате сите во рацете вечерва, академик Васко Ташковски ке рече: овие подзаборавени предмети, реинкарнирани во сликите на Хаџиниколов, за секогаш ќе бидат заштитени од исчезнување во идните времиња. Како гостин кој што се труди од своето творештво да ни остави како сведоштво на своето постоење и гостување негово, ликовни дела кои што навистина заслужуваат епитетот на голем ликовен уметник, еден представник на македонското сликарство кој што остава и се уште остава силни белези во ликовната уметност. Јас ќе се обидам да направам едно мало мое видување на делата кои што како импресија ги добив гледајќи ги пред да почне изложбата, пред да биде отварањето. Можам да кажам дека имаме еден спој на традиција, еден спој на ликовна уметност, еден спој на едно вдахновение, едно посебно видување и автор кој што има свој препознатлив ракопис. Имајќи го предвид сето тоа, било што повеќе да кажам ќе биде излишно,
Меѓутоа, ако внимателно ги погледнеме делата, тоа што го кажав пред малку, традиција преовладува во секој негово дело. Можеме да го почувствуваме дури и неговиот силен колорит, да го почувствуваме спојот на тоа што значи традиција, на тоа што значи реално и на експресија на неколку негови слики како фон. И префинето чувство можеме да го почувствуваме тоа кога гледаме делата, имаме едно профинетост во тоа што значи композиција. Нешто за кое што многу можеме да зборуваме, меѓутоа тешко можеме и да го разбереме ако човек тоа го нема во себе. Таков автор е авторот кој што имаме среќа вечерва да е меѓу нас, кој што не удостои да можеме да го видиме дел од неговото творештво и тврдам дека е еден од најплодните автори. Јас на крајот би му се заблагодарил на тоа што вечерва е меѓу нас, со тоа што ни ги донесе да ги видиме неговиот последен опус, иако гледам овде дела кои што се многу постари, меѓутоа сепак заслужуваат внимание. Секако дека ми е чест да излагам дела во град во кој ликовната уметност има едно завидно ниво. Значи, тргнувајќи од Мазев, Шемов, Чемерски и генерациите кои доаѓаат по нив, фактички Кавадарци е град во кој ликовната уметност зазема едно високо ниво во областта на културата. Затоа сакам да кажем дека секако дека се гордеам што настапувам овдека вечер. Сакам исто така да кажем дека делата кои се изложени пред вас се дела работени во последните 2-3 години. Има 2-3 работи кои се постари, но по мој избор се вклопуваат во оваа колекција која е пред вас овдека. Техниката која е застапена е масло на платно, а делата се етно моменти, етно видувања кои настојувам да ги комбинирам со некои ликовни вредности и фактички да ја изградам целата приказка.